Во Друштвото на филмски работници, иако членуваат голем број режисери и продуценти, најголем дел од колачот на проекти платени со државни пари одел кај само двајца. Игор Иванов Изи и Томи Салковски, покажува истражувањето на ТВ Алфа. Покрај ледниците евра, кои што ги извлекувале преку проекти од Агенцијата за филм и од државни тендери, тие лично успевале да заработат и преку фестивалите во организација на ДФРМ. Според финансиските извештаи на манифестацијата Златна рамка, само во 2020 година, Иванов и Салковски заработиле хонорари од по 132.000 денари за секого, односно меѓусебно си поделиле повеќе од 4.000 евра народни пари. Нова реагираше и поранешниот председател на надзорниот одбор во ДФРМ Никола Мадик. Во извештаите за Златна рамка ни падна на сите членови на надзорниот одбор во очи тоа што првата година свеченоста за затворање е 367.000 денари, додека втората година таа иста свеченост чини 155.000 денари. Она што може да се увиди дека во втората година се појавуваат како директор на фестивалот председателот на друштвото, а како продуцент се појавува генералниот секретар. Пари од државниот буџет имало и за најблиското семејство на Иванов и Салковски. Во документите до кои стигна ТВ Алфа стои дека за печатење на материјали на филмската ревија Златна рамка ангажирана била издавачката куќа Ротко во сопственост на Виктор Ирвин Иванов, син на Игор Иванов Изи, за безмалку 2.500 евра. За делбата да биде братска, од народни пари се офајдел и внукот на Томи Салковски, односно продуцентската куќа Црна мачка во сопственост на Кристијан Буровски. Ангажирана за реклама и промоција, оваа компанија само за изданието на Златна рамка во 2020 година заработила 153.000 денари, односно скоро 2.500 евра. Од оваа филмска ревија заработиле и лица за кои Министерството за култура утврдило оти имале судирни интереси, бидејќи одлучувале кој ќе земе народни пари од Агенцијата за филм, а истите изработувале од проекти со финансиска поддршка од државниот буџет. На списокот се најде името на Ана Василевска, која од Златна рамка во 2019 година заработила хонорар од 66.000 денари, односно повеќе од 1.000 евра, а една година подоцна пак безмалку 50.000 денари, додека во меѓувреме во Агенцијата за филм одлучувала на кого ќе му се доделе финансиска поддршка, а на кој не. На списоците од оваа манифестација се наоѓа и името на Бранко Петровски, ангажиран како координатор на собрание, за што заработил скоро 50.000 денари. Според надзорот на Министерството за култура, Петровски не само што имал судирни интереси додека бил ангажиран во Агенцијата за филм, туку незаконски бил назначуван и за финансиски советник 7 години поред, иако законот го ограничува мандатот на само една година и бара за секој конкурс да биде назначена друга личност. Министерството за култура писмено и укажувало на Агенцијата за филми на претходната влада за овие недоследности, но од таму не презеле ништо. Ова веројатно се случувало бидејќи дел од овие имиња важат за блиски до високи функционери на Социјалдемократскиот сојуз.